Руралните жени во Македонија се многу малку ангажирани во процесите на креирање на политики и донесување на одлуки во средините каде живеат. Ниту пак е доволно промовирана улогата на руралната жена како важен фактор за одржлив развој на локалните заедници. Токму затоа во општина Долнени се одржа настан социјална правда и економско јакнење на жените во руралните средини, со цел нивна поголема афирмација. Целта е да се постигне поголема вклученост и на самите општини за реализација на овие процеси. Со поддршка на општините ќе и понатаму ќе работиме на обезбедување на платено породилно отсуство на жените земјоделки, воено да им обезбедиме пристап до социјални услуги, правата од социјалната заштита, да им обезбедиме можности и услуги за да се зголеми нивната вработливост и најважно се навистина да се зголеми свесност и нивниот труд и значење за развој на руралните заедници навистина да биде промовиран и вреднува. Жените од руралните средини признаваат дека е потребна поголема нивна вклученост во сите сфери од работењето на општините, но ги охрабрува тоа што некои процеси полека се поместили од мртва точка. Повеќе овај крај е земјоделски крај. Има жени кои што се регистрирани како земјоделци, но од државата не примаат породилно боледување. Затоа ние со иницијатива на Агролидер ќе направиме една иницијатива за да можеме тоа законски да го регулираме, за да можат жените да користат породилно боледување. Од Центарот за социјална работа од Прилеп, кои што работат подолг период на оваа проблематика, велат дека руралните жени се повеќе ги стекнувале правата кои им следуваат. Пример, најголем дел од носителите на правото на детски додаток биле жени, а исто така и образовниот додаток се исплатил на жените. Да се разговара директно со жените, да стекнат доверба и во институциите, меѓутоа и самите себе, значи да стекнат самодоверба, дека како што спомнав и тие рамноправно со своите брачни другари можат да присуствуваат во општествениот живот, може да ги бара правата, може да бара да се унапредува, да бараат вработување со преквалификација до квалификација, односно да ги планираат своите работни активности и во своите рурални места. Значи не мора да значи дека може да бара да биде менаџери, да отвара за најчиски работилници. Значи ние треба да работиме на зајакнување на капацитетите на жените. И од општина Долнени најавуваат поголема вклученост на жените во сите процеси на локалната заедница, како и зголемување на нивниот број во локалната администрација. Вклучена во сите погледи, да нема некаква различитост дека е жена, и јас ќе се трудам во иднина да е застапена во сите сегменти и во општината и во институциите останати под еднакво рамноправност и еднаквост. Во моментот во локалната самоуправа колку имате жени? Имаме 8 жени. А вкупно се? 3 се вкупно вработени, од кои се 8. Ќе се трудиме тоа да го изедначиме колку што и налагат и условите и потребите согласно систематизација и образование и така натака. На настанот беа промовирани и традиционална храна и производи кои што се карактеристични за долненскиот крај.